Добар ден и среќен ден. Бидејќи не успеав да ја представам вистинската слика на утрово, па решив вака во живо да го направам она што сакам да ви го представам. Органско кафенце, направено со органска жива вода, третирана на подлога од Феникс Мак Орган, кафе кое од денес Владо Павлов ќе си го конзумира во својата канцеларија, кафе кое што го нема никаде, ни во вечниот пролет, ни било каде на друго место, во било кој друг град или во мојот град Кочани. Моето утро од денес ќе започнува вака: органско живо кафе, каде што гледате pH 6.5 и органска жива вода, исто така третирана на подлогата од Феникс Мак Орган. Зошто Владо Павлов одлучи вака? Владо Павлов одлучи вака затоа што во време на тровење и во време на сето она што ни се случува денес, а верувајте ми, ќе имаме се поголемо и поголемо тровење, затоа што како што гледате, ниту ова влада, ниту било која друга влада во иднина ќе сака да го прифати ова што ние се залагаме. Затоа и дигнав раци од сите онија кои што се подсмеваат, а ако погледнете во онкологија, ќе видите дека од овие подсмевачи многу има и таму во редица кои што чекаат. Така да приземениот озон е најголемото зло кое што е денес и причинител за сето оно што се случува. Во ваков случај, јас ќе си го гледам своето здравје, а верувајте ми, ако ова не постоеше, на кој што сум му благодарен на Бог и на универзумот, до сега Владо Павлов немаше да постои. Зошто? Затоа што на толку стресови, на толку депресија, на толку нарачани хајки и сценарија да се одржиш во живот, да не и дозволиш да успеат во биолошкиот атентат, треба навистина да веруваш во алкалноста на организмот, затоа што киселоста е всушност зголемено количество на јагеродниот диоксид во крвта. Ако го погледнете ова утрово што сакам да ви го презентирам, а поголемиот број се исмејува на сметка да ја полни онкологија, и тоа е нивен проблем, не е мој проблем, затоа што многумина кои што со години уназад се исмејуваа, чекаа редици во онкологија, затоа што нивното его, нивната самобендисаност и нивната љубомора и себичност ги доведе до сето она што не сакаат да се признаат за нешто што навистина треба да го применуваме сите заедно. Овој приземен озон и овие продукти кои што ги конзумираме секој ден, со зголемено количество на јаглероден диоксид во крвта, ни создаваат кисел организам. Ако ја додадеме на сето ова и депресијата и стресот и сето оно што се случува околу нас, и таа малку вода која што има во нашите клетки се ишмукува, а тоа значи добре дојдовте во редицата на центрите онкологија во Македонија. Јас од овде ви бе поздравил и ви би упатил мојата порака љубов и само љубов
и му простувам на сите оние кои што продолжуваат со нивното темпо во време кога ќе се зголеми ова пандемија на канцер, и му простувам и на сите оние мои пријатели, браќа и сестри кои што беа со Владо Павлов, а ги послушаа овие попишта, овие црни, овие масони во црна мантија, и од тука еден апел до премиерот на Македонија и институциите, од каде на овие масони во црна мантија да презентираат улје од конопје со највисок наводно квалитет во борбата против канцер и да го презентираат истиот како лек. Го повикувам Министерство за здравство малку да обрати внимание на овие попишта, на овие масони во црна мантија, што прават и како истите тие го презентираат лекот нивен во борбата против канцер и од каде им на нив улје од конопје со највисок процент, иако вие сите добро знаете дека Владо Павлов е најголемиот противник на улјето од конопје, дека може да помогне во борбата против канцер. Така да го повикувам и министерот Тошковски да обрати малку внимание што се прави за овие затворени врати во нашите манастири и да преземе мерки, затоа што она што се случува денес, а на вистина е пекол, и она што премучуваат некои мои клиенти кои што го следат моето видео и кои што ме пратат, време е да ја објават вистината за се оно што се случува околу нивните животи. Време е да го представат това што јас не случајно ви го презентирам и го повикувам министерот Тошковски, го повикувам и премиерот Тино, како тоа што го прават со Рек Битола, да продолжат од 2022 година и претходно, да видат како се переле пари со фамилијата Заеви и да видат како се поклонувале джипови, идентично така да продолжат и со нашите манастири, да ги праќаат овие од каде на ним улје од конопје, наводно со голем квалитет во борбата против канцерот. И дали нашите попови станаат доктори, тоа треба да ни го објаснат тие, откако Министерство за внатрешни работи ќе влезе во нашите манастири, а тоа може да го дознае во онкологија. Во редицата во онкологија, било кој да отиде, можете слободно да прашате кој што и како правил за нив, од каде што, верувајте ми македонци мои, поголемиот број починаа. И со тоа Владо Павлов повторно докажа дека улјето од конопје не може да биде тоа што го презентираат, а најмалку лек. И дали, како тоа што го правеа со нашите солени соби Агапи, Министерство за здравство, па и овие од општина Центар на чело со Марија Талевска, која што стана зло невидено на денешницата со оно што го направи, ќе бараат од каде го користат овај лек наводно и ќе бараат како воздух дишите во манастирите из цела Република Македонија. Идентично тоа што го правеа со Владо Павлов. Ја повикувам владата на Република Македонија да преземе мерки, а со тоа ќе помогнете на многу наши браќа и сестри кои што го имат овај здравствен проблем и кои што не мора да ги барате. Доволно е секој утро да идете во онкологија и ќе видите колку е жално, македонци мои, она што се случува. Воедно ги повикувам сите оние најголеми гласноговорници на онкологија кои што најверојатно им ја замолчија устата, каде се, што се и што прават во битката против она што се правеше од претходната влада, и нека биде тоа порака до сите нив. Порака која што едноставно треба да стигне
до секој од нас и било кој да е во иднина, независно дали е албанец или македонец министер за здравство, како и премиер, да се преземат мерки за она што значи профитирање на сметка на смртноста зголемена во Република Македонија. Уште еднаш, Владо Павлов си презима од денес мерки, бидејќи ако треба да пием кафе, ќе си го пием кафето во мојот дом, затоа што навистина вакво кафе со ваква pH вредност на вода нема никаде во ниту еден кафич во Македонија, нема никаде во ниту во мојот пролет, нема никаде низ градовите во Македонија, а тоа значи дека ќе си го одржавам своето тело, својот организам во битката против шејтанот, ѓаволот во нас, а тоа е јагеродниот диоксид. Така да, моето органско кафе има 6,4 pH, добар диуретик, а не ми влијае штетно, затоа што со него ја консумирам мојата жива и ваша ионизирана органска вода, која што, како што видовте предходно, има има голема и висока pH вредност, и ако најдете средна дистанса помеѓу органската жива вода и органското кафе, вие секако нема да му штетите на вашиот организам. Ете, и ова мое вклучување во живо нека ве прави поголемиот број уште повеќе самобендисани, можете слободно да се подсмевате, можете слободно да измислувате се што сакате, ама ако баба лаже, трак не лаже. Уште еднаш, нека ни е на здравје органското кафе, кое што има pH вредност до 6,5, 6,6 и органската жива вода, која што, како што видовте, има pH поголема од 8,5. Тоа значи дека ако заедно ги конзумирате, вие не само што не му влијаете штетно на вашиот организам, едноставно вие му помагате во битката против шејтанот во вас, против ѓаволот во вас, а му помагате на Богот во вас, тоест кислородот. Нека послужи ова видео како поука до сите вас, зашто Владо Павлов во иднина ќе ги избегнува кафетериите, ресторантите, затоа што навистина на ова тровење што не очекува и што дојде, уште зголемено количество на јаглероден диоксид од онаму каде што сме секојдневно, не ми е потребно. На здравје на кафето, останете ми живи и здрави со еден голем повик до министерот Тошковски да иде до онкологија и да праша колку од нив се изманипулирани со некое улје од конопје, кое што попиштата или овие масони во црна мантија го користеле како лек во борба против канцерот, и од каде им на нив такво конопје со највисок наводно квалитет. И нека направи статистика колку мина починаа кои што го користеа ова улје од конопје и безброј други глупости кои што ви ги презентираат во манастирите и црквите како лек во ова битка против канцер на 21. век, во ова пандемија на канцер, затоа што навистина министерот Тошковски и премиерот Тино барам репроцитет оно што го правеа со мене претходната влада Зоран Заев и Венко Филипче. Денес сакам секаде да се прави и да видиме кој бил во право, а кој не. Уште еднаш посетете онкологија и видете што се случува, и посебно вие, министере Тошковски, прашајте ги оние наши македонци и албанци кои што чекаат редици пред онкологија, кој што им нудел како лек, и дали Владо Павлов тука е бил умешан
или не, или овие масони во црна мантија за да овие затворени врати и понатаму ги премолчуваме пред оно што се случува денес, од каде што Владо Павлов погледа исто така еден од големите проблеми на денешницата, од каде што излегуваат само неубави работи. Разчокате ги малку манастирите, прошетајте малку министре Тошковски и видете што се случува позади овие затворени врати од оно што денес на вистина ми е језиво и ми е гад да кажувам што јас го имам како сознание од многу мои браќа и сестри кои што поминале низ тие врати. А вие кои што кренавте со онкологија, а денес молчите, многу жално од вас, ако навистина се пари во прашање и ве замолчиле со пари, а ви починал некој ваш од вашето семејство. Јас нема да прекинам со вистината, а од друга страна ги повикувам оние кои што имат сознание и ми го кажале се това за неубавото конопје, уле од конопје со најдобар квалитет кој што им се нуди во црквите и тие да го презентираат, а не да молчат и потоа да бараат помош од Владо Павлов. Да живее Македонија, земјата која што сакале или не, повторно ќе биде рај.